Ако земеме дека социјалната парична помош, која што изнесуваше 5000 денари, највисокиот износ, до минатата година тој износ изнесува 7020 денари, а за постојаната парична помош тоа е 8494 години. Владата, предводена од ВМРО ДПМН, во својата програма предвиде и за оваа година зголемување на овие права, кој што требаше од 1.6, односно 1.7 да биде, но до ден денеска тоа не се случи. Еве утре сме 1.7, но нема зголемување на правото на социјална парична помош и на постојана парична помош. Исто така би сакала да ги напоменам и проектите кои што се воведени. Тоа е проектот условен паричен надоместок за корисници на социјална парична помош за деца кои што се во средно училиште, и тој додаток изнесува 12.000 денари на годишно ниво по дете. Исто така субвенционирањето на потрошувачката енергија. Значи, владата увиде дека има потреба на лицата кои што се корисници на социјална и постојана парична помош, значи лица во ризик, дека им е потребно едно надополнување на финансиите кои што ги примаат во однос на тие права, и тоа е субвенционирањето. Значи, се зима на месечно ниво и до минатата година изнесуваше, значи до оваа година 900 денари на месечно ниво, без разлика дали е врз основа на сметка за струја, сметка за парно грење, за набавка на огревно дрво, нафта и така натака. Исто така би додала и промени во однос на посебниот додаток на децата со пречки во развој. Тука се направија промени во однос на зголемување, значи различен износ на посебен додаток за родители, значи и семејства кои што примаат социјална парична помош и постојана парична помош, како и еден поголем износ од 6500 денари за самохраните родители кои што имаат деца кои што се корисници на посебен додаток. Исто така може да ги напоменам и воведувањето на новите права, тоа се мобилност, слепило, глувост и квадриплегија, која што дополнително им го олеснија животот на лицата со овие попречености. Не би можело да се каже попречености, но потешкоти во извршување на секојдневните нивни обврски. Како што напомена предходно и Жаклина, тука се родителскиот додаток за трето дете и родителскиот додаток за четврто дете, кои што значително го зголемија наталитетот во Република Македонија, значи од моментот кога се воведени, и би било загрижувачки доколку овој додаток се укине или пак се ограничи само за одредени лица. Би сакала исто така како проекти кои што многу им помогнаа на граѓаните, особено лицата кои што се во ризик, тоа се отписот на долгови за лица корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, помош и нега од трето лице, кое што многу изнесуваше, значи буквално им се отпиша скоро сите долгови банкарски за струја, за парно грење, за вода. Бесплатните елаборати, исто така би сакала бесплатните геодетски елаборати за корисниците на социјална и постојана парична помош. Исто така измените во законот за извршување, значи извршителите каде што немаат право да блокираат сметки на лица кои што се корисници од областа на социјалната и детската заштита. Исто така би сакала да додадам и за брзата интервенција на Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална работа во кризни ситуации. Тука би сакала да додадам кога беше големата поплава на територија на општина Газибаба. Уште од првиот ден тогашниот министер Диме Спасов, заедно со вработени во Центарот за социјална работа и вработени во Министерството за труд и социјална политика, буквално по 20 часа беа на терен во Стајковци, во Арачиново, заедно со граѓаните, заедно со војската помага, детектираа проблеми, сместуваа луѓе, и проектот на владата, значи да се излезе во пресред финансиски на овие лица, значи особено корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, помош и нега од друго лице или корисници на детските права, каде што им одреди надоместок, значи на сите овие поплавени лица, надоместок
во износ од 50% од висината на правото што го користат во период од 3 месеци, и тоа беше направено буквално за 3 дена и исплатени средствата.